Годишното собрание, закажано на 24 декември годинава да биде отворено за јавноста, бараат дел од членовите на Сдруженијето на пензионери од Куманово. Тие предлагаат наместо во просториите на Сдруженијето, седницата да се одржи во големата зала во зградата на поранешен комитет, за да присуствуваат сите заинтересирани членови. Добивме информации дека на 24.12.2024 година се одржава годишно собрание на Сдружение на пензионери. Ние баравме да биде тоа јавно. Очекуваме истата седница да се стави на дневен ред, поднесено од големата група пензионери со подписи, предадено преку архива под реден број 03 34 од 29.4. имаме поднесено тоа, 29.4.2024 година, а насловно до избраните членови на собрание на ЗПК Куманово со образложение во 10 точки. Ви сугерираме согласно член 45 од статутот во сите ограноци да се свика состаноци и да ги разгледате поднесените барања и изградени ставови кои ќе бидат застапувани од страна на вашите представници на седницата на престојното собрание. Воедно го повикуваме актуелното раководство. Предметната седница на собранието на ЗПК, која е закажана за 24.12.2024 година, да се одржи во големата сала, во зграда на така наречениот поранешен комитет, каде покрај актуелното раководство ќе можат да присуствуват сите председатели на ограноци, како и заинтересираните членови, а ги има многу заинтересирани. Оваа седница која ќе се регулират многу прашања и законитоста во работењето на дел од актуелното раководство и носење на решенија со кои оваа најмасовно граѓанско здружение ќе се врати на патот на основата на тоа што се основни цели. Тачките кои треба да се разгледаат е остварување на заштита на правата на пензионерите на инвалидско осигурување, остварување на економските интереси и социјални права, организирање на културни спортски манифестации и активности, забави, екскурзии, рекреација и банјски лекувања. Помош на болните, изнемоштени и материјално загрозени пензионери, следење на активно учество во креирање на прописите од пензиското, инвалидското, социјално здравствено осигурување во правец на нивно унапредување. Активностите и заштита на животната средина, соработка со локалната самоуправа и со други здруженија, како и координирана соработка со Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија.